Почитувани граѓани, пред нас и пред целиот свет е тешка зима. Во услови на најголема економска и енергетска криза по Втората светска војна. Со навремени и ефикасни политики, владата предводена од СДСМ ја одржува стабилноста на домашната економија, енергетскиот сектор, производството на струја и силно ја субвенционира цената на струјата за граѓаните. Обврската на државата е да се заштитат граѓаните и домашниот буџет. Затоа домаќинствата за сметките на струја плаќаат 20%, а 80% се субвенционира цената од страна на државата. Се подготвуваат и нови антикризни мерки. Со ребалансот на буџетот веќе се обезбедени 76 милиони евра за антикризни мерки, кои што како пакет се подготвуваат за четвртиот квартал од оваа година. За непречено снабдување со струја и топлинска енергија, владата прогласи кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија на подрачјето на градот Скопје и во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на Република Северна Македонија. Домашното производство на струја ќе обезбедува целата потребна енергија и максимално ќе се зголеми. Тука се и задолженијата за штедење на електрична енергија во институциите, со кои наредниот месец секоја институција ќе ја намали потрошувачката на струја за најмалку 15%. Истовремено се ограничени маржите, со што се спречи драстично зголемување на цените на храна, а со тоа и раст на самата инфлација. Со одговорни економски политики се спречи драстичен раст на инфлацијата. Од наредниот месец следува големо покачување на пензиите, според новата методологија на усогласување на пензиите со растот на трошоците за живот на граѓаните. Платите континуирано се зголемуваат. Според последните официјални податоци, просечната плата во јуни се искачи на 31.869 денари. Покачувањето на платите од септември ќе има во одбраната, полицијата, образованието и детската заштита. Кризата поради војната во Украина предизвика тешкоти во синџирите на набавка на енергенсите, но и на прехранбените производи. Затоа со ребалансот се издвоија и 52 милиони евра за поттикнување на домашното земјоделско производство, а тука се и субвенциите за земјоделците и зголемените откупни цени. Тешките времења бараат одговорни политичари. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со реализација на мерки и политики кои имаат за цел заштита на животниот стандард на граѓаните и полесно справување на економијата и со последиците од глобалната економска и од енергетска криза. Ви благодарам.